Арсимио тие така наречени 100% втори удар од аголот, брзо изведен и мери. Какво голчиште на Имери, 40-та минута, 0-1 сега се е чисто. Се намести поглед на каде е поставен голманот Ислами, а потоа запиша погодок. Еве го тој момент уште еднаш. Искористи трета шанса во прво полувреме Работнички. И еве сега автогол 0:2. Каков блиц крик на Работнички. Автогол на Дрљевиќ. 42 минута. Погледнете. Ник Половски нешто е незадоволен тука по дуелот со Гафури. Бесагич. Башким Велија! Каков гол! 1:2, 69-та минута. Арсимио Работнички 3, свој пари номер 2, Башким Велија. Какво голчиште на Башким Велија, 30 и кусур метри, веројатно. Ау, мајсторија на Башким Велија. Гостите љубоморно ги чуваат овие 1-2, изфрли предмалку Елези, кој се жали на повреда, извршени повеќе измени кај Работнички. Сега да видиме, ки има ли 2-2, да! Не е офсайд. Сега ки има многу дилеми. Таипи беше во ситуација, вели кон судијата дека нема офсайд. Го гледаме Таипи, ќе видиме уште еднаш дали за оваа ситуација или во продолжението од акцијата. Нетрпение кај и има гол. 2:2. 2:2. Па тренерот Муарем се одлучи да игра со класичен бек. И еве гледате сега каква грешка на Јанков и го казнува тоа Ворнио. Каква грешка на Јанков, 47 минута. Неверојатно. Неверојатно. Чиста топка и сега вистински шок за навивачите и за фудбалерите на Македонија. Ѓорче Петров една прв контакт него со топката или втор, како сега. Малку шанси, не доби топка барем за сега. Пецов. Центаршут на Пецов, доброто му игра Гереро, па Еступињан и сега Стоилов. Оу, каков удар на Стоилов. Оному каде што се спеува директот и пречката, прекрасен удар. Шанса за Македонија, Ѓорче Петров во второбит. Пецов и 1:1. Оу, каков погодок сега на Пецов со помош на голманот Стојковски. Ете, и нему му се случува тоа слично нешто како што му се случи на Јаков на почетокот на второто полувреме, меѓутоа по оној блескав удар на Струга со само 9 примени гола и тоа 4 од тоа примија против екипата на Академија Пандев Брера. Инаку најдобра одбрана има Шкендија која прими само 5 погодока. А последниот против Вардар во дербито од претходното коло. Воша, добра топка, Компаоре! Изворено сега на прва реагираше и 23-та минута, 10-ти јубилеен гол за изворедниот нападјач на екипата на Струга Тримјон, Басиру Компаоре. Ќе го видиме ова неколку пати, претходно радоста на фудбалерите на Струга. Висеше голот во воздух на противникот и еве конечно нафрлување сега во 16-никот и
Можност беше тоа за Спахиу, еден од двајцата стопери, но само додавање за противничкиот голман Ангелети. И да видиме што е сега, ќе ја прегледува снимката судијата Благојче Ралевски. Ајде ќе видиме и ние за што се работи. И ова треба да е црвен картон за тоа влечење за дрес за французинот, да, Ласана Диако. И ево голманот на едната, топката на другата страна, 1:1, со вториот гол сезонава за Сухель Мухарем, 24 годишниот капитен на екипата на Шкупи, кој што погоди претходно против Вардар. 1:1, сега Шкупи се враќа целосно во овој надпрв. А Дили Воша, повторно на противничката половина. Побрз се Компаоре, успеали да дојде до топка Компаоре за Малески, се спретка Малески уште еднаш. Играл со рака. Компаоре. Против Максимилијан Гроте. И 2:1 за екипата на Струга Тремљум на 17 минути до крај. 11-ти погодок за најдобриот стрелец во првенството. Басиру Компаоре. Добро поставен Рушту. Белич. Добро движење и сега добар удар, прва закана Белич, трета минута. Не успева Булатовиќ да пројде и сега Садик, еве голема шанса за Тиквеш. Садик, колку е спор Садик. Иван Ивановски, нема погодок, има и офсет на крајот. Спировски има добар удар, Спировски и сега убаво комбинираат Битолчани. Еве шанса. Ке има корнер, Вареловски изфрла во корнер. Сими по еден против Македонија, Ѓорче Петров и Шкупи. Тиквеше негов 10-ти клуб, играше често во странство, во Финска, во Швейцарија, во Русија, во Кипар. Булатовиќ, убав центар шут и сега нова закана, 58 минута. Ристовски кога ќе стигнат и едните и другите до противничкиот 16-ник, тука некако нема вистинска реакција. Да видиме сега. Мирко Ивановски асистира Керим. Сме го гледале во ситуации како добро шутира Тодоров. Пред себе го има Керим и сега шанса за екипата на Тиквеш. Цаке со капитенската лента во отсуство на Бесарт Ибраими. Лисман Цаке и еве долга топка, лоша проценка таму на голманот. И ова треба да е погодок на Фитон Адеми. Кикс голем на младиот Давор Иловски. Екипата на Шкендија доаѓа до предност во 12-та минута од надпреварот. Практично игра без игра. Меѓутоа, гледате, задоволство на лицата на гостинските играчи. Го префрли ова одбиена топка. Тврд е теренот, но Роналдо Вебстер едно долго. Сама, па греши Тодоров. Доста густо сега Зейнулај за Адеми. Бара позиција Крстевски, нова шанса и 0:2. Ване Крстевски, да видиме, нема да се радува, меѓутоа, еве, честитки од објективните струмички љубители на фудбалот. Тука тргна, тука ја започна својата кариера Ване Крстевски и висеше некако голот во воздух.
реков и пред малку, не успева да парираат во овој надпревар, споменав во однос на дербито против Вардар од 10-тото коло, кај Шкендија дури 5 измени во стартниот состав. И сега одлична пета таму за Нзенгве, доаѓа до чиста позиција и еве го 1:2. 54-та минута од надпреварот, ова му требаше на тимот на Брера и доаѓа Нзенгве до 7-миот првенствен гол. Сега се враќа и неизвестноста во надпреварот. Како лоше отскокнува топката понекогаш Зейнулај и добро двојно проигрување, да видиме одлична шанса и еве трет гол. 1:3, Фито на Деми, Красничи, само да видиме. Во преградка заедно со Трумчи, кој што одлично проигра и кратко траеше радоста на екипата на Брера. Повторно Шкендија враќа предноста од 2 гола. Тодоров долга топка кон Нзенгве, добар прием на Нзенгве, може да бие со лева, дриблинг на Нзенгве, тројца покрај него. И да видиме дали таму имаше прекршок за удар од 11 метри. И брани Бабу Каргај. За момент, па сега продолжува Наумчевски. Одлична топка за Ивановски, необрезениот играч кој што има можда за проиграв. Нзенгве се извади, но да видиме дали е офсайд. И гол, да, тоа се виде од една забавена снимка. Избрзана беше реакцијата на првиот помошник Зоран Јакуловски, но затоа е вар совата. Еве може да видиме веројатно уште еднаш. Еве по 2 минутна проверка дополнителна. 39 надпревари во Скопје. Ова и Себикан, одлична шанса за Омерагич, оди напред Омерагич и 1:0. Каква ладна завршница на капитенот на Вардар. Ова и Себикан, мислам ја, уфрли оваа топка милиметарски, компјутерски прецизно и реакцијата на Омерагич беше онака врвно голгетерски. Мислам дека е добра оваа топка со шпиц и за да добие вистинска насока и да заврши. Ангелески, капитенот на Кратовчани, сега комбинира таму повторно топката за Додев. Еве го Пиреш, добра акција, голема шанса за Силекси. 1:1. 1:1, каков почеток на надпреварот. Хрвановиќ, 14-та минута, многу лесно дојде до оваа топка повратна од Пиреш и брзо изедначуваат Кратовчани. Задоволство на лицето на Александар Васовски, брзо примија гол, брзо го враќаат и еве го црвениот картон е во рацете на судијата Јанкулов. Маневски. Ново фрлање. Омерагиш таму, да видиме. Корнер. Параат и нешто повеќе од тоа. Пенал фудбалерите на Вардар, добро. Тие носат одлуката и ќе гледа Фатбир Бавто, а ако гледа, знаете каква е одлуката. Ситуација во која што се покажува пенал. Тоа дури е и конечно Мато против Божиновски. Младоста против искуството. Шеста шанса за Мато, ова е идеалната. И ја користи Мато. Ладно, мирно, прецизно. 100-та минута. Оно што не успеа во 5-те претходни, Мато го прави во оваа 100-та минута и Вардар
се спасува од губење на нови 2 бода. Трет пат на градскиот стадион. Не се случи тоа овој пат, затоа што беа упорни вардарци. Направи една глупост голманот Љупче Джеков. Беше исклучен и